На почетокот би сакал да го поделам текстот кој ќе биде база на ова наша проповед или размислување. Павле вели: кои имаат форма на побожност, но се одрекле од незината сила и од таквите оддалечувај се. Еве на почетокот едно прашање. Замислите, купивте автомобил. Еве овој нека биде Форд. Убав автомобил, убава каросерија, убава боја, јас сакам плави бој, но како и да е, чист, сјаен, многу скап, но нема мотор овој автомобил. Дали би можеле да поминете 1 метар без мотор? Секако одговорот е не. И затоа ова тема што денеска ќе ја споделам, ако го немаме Христа во нашиот христијански живот, не може да бидеме убава кола, од салон излезена, убава боја, со GPS натре, сите овие убави работи, но ако го немаме Христа во нашиот живот, не може да бидеме убава кола, но не може да поминеме ни 1 сантиметар. Може како христијани адвентисти да ги знаеме сите 28 точки на верување, од првата до последната. Јас не ги знам напамет, дека сум ги заборел насловите. Но не е важно тоа. Може да знаеме, да коментираме, длабоко да навлеземе. Може да доаѓаме секоја сабота во црква, и тоа е убаво да доаѓаме редовно, но не е тоа пресудно за нашето спасение, но убаво е да бидеме овде, зашто и самата Библија зборува за тоа. Може нашите црковни дворани да бидат преполни со верници, со пријатели, со луѓе, симпатизери, луѓе кои доаѓаат зашто им е убаво овде. Ја држиме ние саботата, го даваме она што припаѓа на Бога, 10-тиот дел, пееме во црковни хорови, служиме од редар па до старешина, проповедник, без разлика која служба ќе ни додели црквата, и тоа е убаво, да се одзвиеме на повикот на црквата која ќе ни доделат некоја служба, да ја со љубов работиме. Но апостол Павле, читавме на почетокот, го нарекува тоа форма на побожност, ако го немаме Христа. Ајде да навлеземе во зборот форма. Еве што значи. Зборот форма означува надворешен изглед. Еве јас сум сега облечен со палто, со бела кошола, машна. Вие се сите убаво облечени. Форма означува само надворешен религиозен изглед, без искрена вера и послушност кон Бога. Значи убава кола, убава боја, од салон излезена, однадворе во ред, но внатре колата нема живот, нема мотор. Токму затоа ова тема што сакав денеска да ја споделам со сите нас и себе ставејќи се во таа тема, е да ни помогне да видиме колку сме ние напредувале во нашиот христијански живот. Ова проповед е напишена за сите луѓе, без разлика како се викаат со име и со презиме. И затоа ќе одиме еден чекор понатаму и да го видиме светот преку призмата на Библијата, преку овој извештај кој Павле го пишува до младиот свој колега Тимотеја, во втората Тимотеја од посланието, 3 глава од 1 до 5 вака вели. За овие зборови може да пишуваме 10-15 проповеди да напишеме. А ова знај, во последните денови ќе настанат тешки времења. Дали се времењата тешки? Секако дека се тешки. Кога отвараш интернетот, отвараш телевизија, вести, и првата ударна вест загадена вода. Барем Македонија. Малци, ако проширеш, паднал авион, или земјотрес, или ова катастрофа, ова убиство, значи тешки времења се. Луѓето ќе станат самолюбиви, сребролюбиви, горделиви, надмени, хулители, непослушни на родителите, неблагодарни, несвети, без љубов, непримирливи, клеветници, невоздржливи, сурови. Интересно, сурови луѓето ќе станат. Како Павле да живее во 21. век, како да ги чита денешните вестници во светот. Клеветници, непријатели на доброто, предавници,
безобзирни, надуени, повеќе любители на уживање, и отколку любители на Бога. И сега ова со болд, што го црвени букви, кои имаат форма, имаат изглед на побожност, но се одрекле од низината сила, од таквите Павле вели тргај се, оддалечувај се. Интересно, Павле дава еден опис на луѓето во наше време, во времето пред Христовото доаѓање, како ќе изгледат. Сега да не ги спомнувам овие зборови, но на крајот вели, сите тие имаат надворешен изглед, имаат форма, имаат изглед на побожност. Тоа значи дека овие луѓе се религиозни, браќи и сестри, одат во црква секоја недела или секоја сабота, секој петок некој одат во своите молитвени домови. Тоа е слика на денешниот човек, не само адвентисти христијани. Сега да не спомнам и други верски заедници. Ова е слика на луѓе кои се нарекуваат следбеници на Исуса Христа. Но нешто им недостасува. На колата што недостасуваше на почетокот? Мотор, така. Но ова група на христијани им недостасува силата на Светиот Дух. А што е сила на побожноста? Силата не е во емоции. Знаете, ние имаме сите емоции. Ке слушнеме некој жалостив пример од тука и солзите ќе ни навират. Слушнеме некоја трагедија, прочитаме за некое семејство, за некој човек, за некоја жена, за некој дете, и емоциите ќе проработат. Тоа е природно кај човекот. Силата не е само во проповедањето. Силата е во поврзаноста со Христа преку Светиот Дух. Значи, доаѓаме во црква, барем на запад, многу дворани се полни, многу сали се преполни. Зашто тие се мегаломански сали, зашто има многу народ. Па видовте сега светското првенство во Америка и во Мексико и во која беше? Канада беше. Полни, до сега не биле такви спортски стадиони полни со народ. Доаѓаат луѓето. Но, ајде сега малце да се осврнеме кон себе, кон оние кои се нарекуваат Божи следбеници. Надворешна форма сите не имаме, браќи и сестри, но без натрешна преобразба, без Христа, еве што сме ние. Ајде да го прочитаме следниот цитат. Последниот проблем на Божиот народ нема да биде недостаток на религија. Имаме религија колку што сакаме. Некој рекол дека сега е помодарство. Поранешните комунисти први ги наполнија црковните сали. Океј, во ред, луѓе се преобразили, луѓе се покајале, луѓе дошле кај Бога, може би биле во некоја пресија во тоа време и тоа ние треба да го разбереме. Но вели последниот проблем на Божиот народ, оде сега прсот го насочува Бог кон нас, кои се нарекуваме Божи народ, нема да биде недостаток на религија, туку религија без сила, без вера, без целосно предавање на срцето на Христа. А малце понатаму Павле ќе каже, не живеам веќе јас, туку Христос живее во мене. Ако сакаме да имаме религија и да биде жива таа религија, мора да го имаме Христа во нас. Без Христа, Павле, знаеме што бил. Тој во име на Христа прогонувал, во име на Христа затварал, во име на Христа и дури убивал, во смисол, не мора физички да го убиеш, но да те некој затвори, да те стави синџери и да те понизи како животно, тој е пострашно од убиство. Павле вели сега, јас не сум таков. Јас имам и религија, но имам сега и живот, зашто сум поврзан со Исуса Христа. Од текот на ова проповед, браќи, се ќе поминеме низ неколку библиски личности во Стариот Завет и во Новиот. Одеме најпрвен да се запознаеме со првиот верник. Кој бил првиот верник на оваа земја? Каин. Оставајќи ги Адам и Ева. Меѓутоа, како луѓе кои се родени, како деца, тука е Каин. Каин и Авел. Што направил Каин? Знаете што, Каин не бил безбожник, и тој бил верник, и тој имал религија. Каин и Авел во еден миг принеле жртва, вели Библијата. И двајцата дошле на богослужение.
И двајцата отвориле песнарка, отвориле Библија, носеле приготвен дар, уште од петок го приготвиле дарот. Но, на жалост, едната религија или едната вера не била прифатена од Бога. Во што била разликата? Во што била разликата? Првата слика видовте. Каин што носи? Плодови носи. Втората разлика, Авел е послушен, го следи упатството на Бога. Авел, вели Библијата, му веруваше на Бога. Каин сакаше да служи на Бога на свој начин. Има ли денеска многу луѓе во овој свет кои сака да му служат на Бога на свој начин? Бог вели вака, ама ние можеме и така. Бог рекол, знаете, после Вавилонската кула и пред Вавилонската кула, Бог рекол, бидете заедно и потоа населите целата земја. Ова е втор пат кога Бог вели, раѓете се, множете се и населите земјата. А што рекле вавилонците? Не, ќе бидеме на купче. Тука ќе бидеме, ќе си направиме кула и ако дојде повторно потоп, вода, ние горе ќе се качиме, зашто веќе тие прерачунале, пресметеле колку вода дошло на највисокиот врв. Што вели Библијата? Колку лакта? 14-15 лакта било, значи, и тие пресметеле ќе се качат горе, и сега кои истражувате Вавилонската кула, ќе видите горе имало соби, имало апартмани за живење и може да го избегнат новата катастрофа ако дојде. Но да се вратиме на Каин и на Авел. Авел му веруваше на Бога, а Каин не. Еве го текстот. По некое време Каин му принесе на Господа принос од плодовите на земјата. До тука имале греф некој направен? До ова точка? Не. Па и ние носиме овде плодови секој есен. Не да го купиме спасението, него да му изразиме на Бога благодарност за грижата негова, за даровите. И Авел принесе од првородените на своето стадо и од нивната маст. Господ благонаклонно погледа на Авел и на неговиот принос, а на Каин и на неговиот принос не погледна благонаклонно. И сега резултат на едното и на другото. На едната религија и на другата религија. На едниот човек карактер и на другиот човек карактер. Тогаш Каин многу се разгневи и лицето му се наморти. Зошто Бог не ја прифатил, браќи и сестри, жртвата на Каин? Не затоа што Бог не го сакал, не затоа што Каин не бил убав и тој имал убави црти како човек, туку затоа што Каин одбил да го послуша. Формалната религија може да биде опасност и за нас денеска. Да ги приспособиме Божите правила, како што овој свет во 21. век бара. Браќи и сестри, вистинската религија секогаш го следи Бога и неговите правила. Каин верувал во Бога, но не сакал целосно да го послуша Божиот план на спасение. Принесувајќи јагне, што Каин требало да потврди? Да го потврди планот на спасението, зашто со секое заклано јагне или принесено јагне, тие го најавуваат кого? Исус Христос. Зашто Исус е тоа јагне символично кој треба да биде раснат на овој свет. Одиме сега во Новиот Завет да споменеме на друга категорија на луѓе, а тоа се луѓето наречени фарисеи. Тоа биле најрелигиозни луѓе, но на жалост биле најдалеку од Исуса. Кои биле фарисеите? Тоа била верска групација на луѓе кои го знаеле словото Стариот Завет во мал прст. Значи, имале посебни облеки и биле препознатливи на улица, луѓето им доаѓале и со почит им се поклонувале како верски лидери, како верски водачи. Фарисеите постеле колку пати седмично? 2 пати. Кој од нас пости 2 пати седмично? Ја знам, некои постари верници постат секоја среда или така по навик и добро е. 2 пати постеле неделно. Редовно го враќале десетокот, дури од што? Од нане. Од чаеви. Што не е грев, меѓутоа оделе во такви крајности. Строго го држеле саботниот ден. Како тоа строго? Ако не ставеле марамче
уште во петокот, во джебот, во сабота не смееле да стават. Тоа било грев за нив. Не смееле во сабота колку чекори да направат. 800-900 чекори, замислите. Ние кои сме горе или од Ваташа не смееме да дојдеме пешки. Оделе во такви крајности. Но кој го осудил Божјиот син? Токму тие кренеле рака и рекле, расни го. Тие оделе кај Пилат, тие оделе кај другите главатари за да побарат дозвола. Како е можно, браќи и сестри, тоа да го направат фарисеите? Затоа што религијата за нив станала традиција, а не живот. Тука е гревот, тука е проблем. И во една прилика Исус морал јасно да ја отвори своите уста и да ги каже овие зборови. Вие сте како варосани гробови. Пред некој ден бев на гробиште во селото и да ги посетам моите. Тие се во долниот дел на гробиштата, таму се претежно нови споменици, убаво уредено. Знаете, во Вараждин, во Хрватска, се едни од најдобрите гробишта, кога ќе кажем најдобрите, уредени надворешно. Гробници, цели соби. Дали се трети или четврти во Европа. Да, понекогаш човек треба да отиде таму. Да се подсети дека сите сме ние минливи и дека еден ден и нашата слика ќе стои таму. Но овде Исус ги нарекува варосани гробови. Однадвор прекрасни. Однатре што име? Што има внатре? Мртви коски. Каква страшна споредба. Некој да те нарече како варосан гроб. Не валкани гробови, не распадливи гробови, туку варосани, убави, чисти, но без живот. Може ли денеска Бог да каже и за нас? Еве, полна црква. Замислите, верници доаѓаат секоја сабота во црква, секоја недела. Ајде да кажем да ги вклопиме и другите христијани. Но во сабота сме сите облечени. А како е преку останатите денови? Кога велам облечени, мислам дотерани за црква. Тоа е форма на побожност, вели Исус. И затоа ги во ова прилика морал да каже на фарисеите, вие сте форма само имате. Исус вели, ги истражувате писмата, добро е да ја читаме Библијата и ние тоа постојано го потенцираме како луѓе, како водачи, како верници. Павле, односно Исус вели, а не сакате да дојдете кај мене за да имате живот вечен. Браќи и сестри, не е доволно да ја знаеме само Библијата, за да може контра да правиме еден кон друг. Фарисеите најдобро ја знаеле Библијата, подобро од многумина. Потребно е Библијата да не доведе кај Христос. Еве што вели во патот кон Христа овој цитат. Најголемата измама е човекот да мисли дека е во право затоа што има исправна вера, додека Христовиот дух не живее во неговото срце. Ова е предупредување за нас како христијани. Дали сме адвентисти, дали сме некоја друга верска заедница, без разлика кои луѓе го следат Христа, ова е опасност, вели, најголема измама е дека човекот мисли дека е во право затоа што има исправна вера. Да, јас верувам дека нашата црква има исправната вера. Јас сум горд што сум во таа црква што има вистината. Но дали одиме по таа вистина е прашање за мене и за секој од нас. Еве да се подсетиме на една група на верници, на луѓе или генерација наречена Лаодикеја, зашто нашата генерација наречена генерација Лаодикеја. Најголема опасност за Божјиот народ е, браќи и сестри, Лаодикеја. Кои биле тие луѓе во Лаодикеја? Може да читате во Откровение 3 глава, од 14 до 22, сега ради времето нема да читаме, само некои извадоци. Лаодикеја не е паганска црква. Не смеме да ставаме во групата на паганците. Знаете кои се паганци, кои не веруваат во Бога, туку веруваат во свој идол или поклонство и така натаму. Лаодикеја не е атеистичка црква. Тоа не се атеисти. Тоа не е црква која го отворила Христа. Не, тие веруваат во Христа, се молат на Христа. Но таа е црква која мисли дека е богат. Еве што кажале тие за себе.
Дали ќе прочитате? Богат сум, се збогатив и ништо не ми треба, а не знаеш дека си беден, сиромав, слеп и гол. Колко е трагично за еден човек да биде болен, а мисли дека е здрав. Пред некој година одевме на испитување во една болница, сите пастори. Како преглед, рутински преглед. И ни пронајдоа, те на овај му фали, овај недостасува. А прето си мислиме дека сите сме во ред. Меѓутоа, тие инструменти ни пронајдоа, кој овде, нешто ни пронајдоа, за да се тоа санира, да се помогне. Многу опасно човек кој мисли дека е болен, а дека е здрав, а носи болест во себе. Сега се народот адвентистички моли во светот за братот Богдан Шчур. Сте го слушнале? Ја го знам, беше во Марушевс во мое време, тој помлад, беше во средна школа, неговата сопруга од Прилип, Зорица. И сега беше во Србија и на враќање му се слошело, дали на аеродрумот, не сум сигурен, и сега е во болница. Му пронашле тешка болест. И вечерва во 9 часот ќе му се изврши миропомазание. Донекни се во ред. Ја не знам дали чувствувал пред тоа, немам информации, но штом патувал со авион, професор во Вашингтон живее, на нашите коледжи. Сите ние носиме понекогаш нешто, но не знаеме додека не пукне, додека не се скине тоа и ќе покаже некоја аномалија. Замислите, овде во ова групација на луѓе, во ова генерација, Исус стои пред нивната врата и вели: стојам и чукам, тропам. Дали некој ќе ми отворе? Дали некој ќе слушне? Колку е болно да се замисли црква која зборува за Христа, Христос стои надвор. Замислите, генерација Лаудикеја мисля дека се богат и го имаат Христа, а Исус стои пред врата. Не внатре, туку Исус стои надвор. И еве што пишува во книгата, во едно од сведоштвата, Елена Вајт. Пораката до Лаудикеја е наменета за Божиот народ денес. Таа ги опишува оние кои имаат голема светлина. Имаме ли светлина? И премногу имаме. Како црква имаме доктрина, но не одат во чекор со неа. И додава: најголемата опасност за црквата не е прогонството, туку духовната равнодушност. Има верници кои ми кажале: брате, јас тешко ќе бегам во шумата. Не можам, тешка сум, нозете ме болат или ова или она. Но што е опасност? Ние ќе се изрешетаме ради равнодушност, не затоа што ќе бегаме во планина или бараме некоја пештера. Да, ова е порака, браќи и сестри, до нас. Овде вели до последната црква, до Лаудикеја. Оде бе чекор понатаму, да го споменеме Јуда Искариот, човек кој беше најблиско до Исуса. Ако постои најтажна приказна во Новиот Завет, тој е животот на Јуда. Колку години бил Јуда со Исуса? 3,5 години. Го слушаше, јадеше со него, другаруваше, беше благајник, исплаќаше сметки за нивните трошоци. Дали верувате дека Јуда лечеше болни? Пишува. Јуда лечеше болни. Истеруваше демони. Кој од нас истерал некој демон од некој болен? Кој од нас некој излекувал? Може би се молиме и ние глобал за болни наши верници. Беше еден од 12-мината. Ниту еден човек на оваа земја немал толку духовни предности како Јуда, браќи и сестри. Но сепак беше изгубен. Што мислите зошто? Затоа што не знаеше, не ја познаваше доктрината и како да не. Тој ја знаеше доктрината целосно. Тој беше изгубен затоа што не го предал своето срце кон Христа. Еве што пишува Копнежот на вековите. Јуда не ја победил љубовта кон светот. Тој никогаш целосно не му се предал на Христос. Јуда навистина имаше своји приватни планови. Како да дојде до поголема позиција и како од еден денар или шекел, како се викале тогаш парите, да создаде 10. Одиме понатаму да ги споменеме 10 девојки.
Библијата вели сите заспаа. Ова е една од најсилните параболи Исусови кажани во Новиот Завет, браќи и сестри. Параболата се однесува за последно време, за нас, запишена во Матеј 25 глава. Овде не станува збор за две различити цркви. Овде не станува збор за две групи туку. Сите биле девојки, сите го чекале, вели текстот, женикот. Но сите, што вели Библијата? Сите заспале. И 5 наречени мудри и оние другите наречени немудри или луди. Пошто била разликата? Гледате овде светилки. Разликата била во маслото. Што имале доволно масло и во случај да задоцне, да се протегне чекањето Исусово, а другите немале. 5 мудри не можеле да позајмат масло. Зошто? Затоа што искуството не се подарува, не се позајмува. Ако ти си стекнал, брате, некој искуство со Бога, не можеш да ми го подариш мене. Може да го раскажеш, да се охрабрам, но јас пак ќе бидам сув, без масло, зашто не сум го доживеал. Нито еден пастор не може да се моли наместо тебе. Нито еден родител не може да има вера наместо своето дете. Секој мора лично да го запознае Господа. Одиме на следната личност, а тоа е од Стариот Завет, човекот по име Самсон. Јас сум напишал овде силен човек, но слабо срце. Интересно, историјата негова е многу интересна. Тој постојано се играше и со родителите и со другите. Чекор по чекор, чекор по чекор. Знаеме, направил свадба, потоа Газа, во Газа што се случило, Далила, секој чекор се оддалечува од Бога. Ова е најтрагичниот извештај во Библијата, послушајте го или читајте го со мене. Вели, а тој не знаеше дека Господ се беше оддалечил од него. Ова е најстрашната реченица, браќи и сестри, во Библијата напишена за еден човек. Може човек да мисли дека е се уште силен, и Самсон, кога се разбудил, ги кренал раците да се одврзе, но веќе немал сила. А претходно неколку пати ги кинел тие јажиња. Сега не можел. И знаеме како завршил. Одиме понатаму, чекор по чекорот и времето поминува, да го споменеме Соломон. Мудар, но духовно невнимателен. Соломон започнал прекрасно. Ако ја читате неговата историја, му се јавува Бог. Дали на некој од нас му се јавил Бог? И да те приготви за служба, да каже, ти, сестро, ќе бидеш ова служба. Ти, брате, ќе бидеш на висока позиција. Му се јавува Бог. Ти ќе го изградиш храмот, зашто Давид не може од причини што ги изволкал рацете со крв. А ти ќе ми бидеш слуга. Соломон е писател на дел од Библијата. Да бидеш автор на неколку книги, тоа е предност и привилегија. Замислите каква предност Бог му дал. Но знаеме како паднал. Еве што пишува. Малите остапки од принципите го отвараат патот за големите гревови. И навистина знаеме дека Соломон се вратил, се покајал и ќе биде во групата на спасените, но сепак тоа е порака и за нас денеска. И затоа овие два текста сакам да ги прочитам. Давид вели, испитај ме, Божи, познај го срцето мое и води ме по вечниот пат. И текстот што го читавме, кои имаат форма на побожност, но се одрекле од низината сила. И затоа ова порака нека биде порака за сите нас, браќа и сестри. Уште една личност сакам да ја спомнам, така на брзина, за да се подсетиме колку е опасно ако не сме постојано со Христа. Саул, човекот кој е изгубил Божјата наклонетост. Саул почнал со понизност, Бог го избрал. Јас се чудам зарем Бог може да погреши, да ме одбере мене или тебе за служба и на крајот да завршим на бојното поле, да се фрли на нож, на копје за да загине, за да не падне во раците на непријателите. Интересно, неговата приказна може да најдете во 1 Самуилова 15 глава. Но во една прилика Бог му вели, Сауле, кога ќе одиш во борба, Амаликот се да уништиш, ништо немој да штедеш,
Но што се случило? Познато ви е. Саул задржал дел од пленот и рекол во име на Бога. Ние ќе го жртвуваме на Бога, тие овци или што биле. Го оставивме најдоброто за жртва на Господа, но браќа и сестри, Бог не барал жртва. И Самуило ова го пишува. Послушноста е подобра од што? Од жртва. Бог во ова прилика не му барал на Саула жртва. Бог само барал послушност. Гледайте колку Бог бара од нас. Бог не бара ние да клечеме со часови на скршено стакло или на пшеница, зрна и колената да ни се набодат. Или да постеме 3 дена да станеме кожа и коски на тој начин да му годиме на Бога. Се има свое место и молитвата и постот, но ако одеме во крајност, тоа нема резултат. Саул вели, Боже, го оставивме најдоброто за жртва, а Бог вели, не, послушноста е подобра. Одиме во Новиот Завет. Анани и Сафира желба да изгледаат духовно. Ги спомнувам овие примери, браќи и сестри, како само точки светли од кои можеме и ние да се поучиме денеска во овој наш живот кој Господ ни го подарува. Во 5 глава, во Дела на апостолите е запишан овој настан за овој брачен пар Ананија и Сафира. Тие не морале да го дадат својот имот на Бога. Знаете, го продали имотот и парите тие ги носат во црква. Не морале, никој не ги терал. Тоа било непишано правило. Кој сака може да донира и од таа зајничка каса се помагале вдовиците, сиромашните, браќата и сестри и така натаму. Меѓутоа, не било тоа Божја наредба. Но, што бил проблемот? Во што бил проблемот кај нив? Не бил гревот во парите. Гревот бил што сакале надворешно да имаат форма, да изгледат побожни. Еве, ние го продадовме станот и ги носиме парите в црква. И тука ќе напишеме, Петко Петковски дал 10.000 евра. А всушност тој го продал станот колку? 50.000 евра. Пример сега. Карикираме. Никој не ги терал, ни еден денар да не дошло и никој не би им кажал ништо во црква, ниту би имале одговорност пред Бога. Тие барале пофалба од луѓето, наместо Божјо одобрување. Формата на побожност секој се грижи она што луѓето ќе го кажат. Знаете, ние и денес сме оптеретени. А што ќе кажат верниците? Не бе во црква сабот. Што ќе кажат браќата и сестрите? Вака беше или онака беше. Ние сме оптеретени што другите ќе кажат. И затоа понекогаш толку сме оптеретени што не може тој терет така лесно да го симнеме од вратот. Вистинската побожност се грижи за тоа што Бог мисли, а не луѓето. Одеме понатаму за богатиот младич. Морален, но не предаден целосно. Во Марко, во 10 глава, може да читате за неговиот живот, тој не бил човек уличар, не бил крадец. Тој добро го знаел писмото, Библијата. Од младоста, вели, ги пазам, ги чувам заповедите. Но кога Исус го допира неговото срце, или сакал целосно да го разоткрие, да го допре Христов неговото срце, тој навистина се тргаше назад. Тој се тргаше назад и вели Библијата замина, не сакајки целосно да го допре Христа. А кај Тома имаме обратно. Тома кога сакал да го допре Христа, целосно се приближил и ја допира раната Христова, неговото ребро. А ова момче, Исус му се приближува, а тој бега назад. Колку луѓе денеска, браќи и сестри, имаат исправна доктрина. Ја знаат Библијата во малиот прст. Знаат на секој прашање да одговорат, а сепак не сакаат да му ја дадат својата волја на Исуса Христа. И овде имаме сега на крајот еден светол пример. Човек кој имал своји слабости, човек кој имал своји падови, човек кој имал и своји доблести. Петар пример дека Бог може да го преобрази човекот. Наистина, Петар ни е пример во тоа, браќа и сестри. Петар бил искрен човек.
човек кој целосно го сакал Господа. Може да кажеме, Петар и Јуда се различити луѓе по темпераментот и по карактерот. Но постои огромна разлика. И Јуда останал таму кај што паднал, а Петар се враќа кај Христа. Ако ја мереме тежината по гревот, Петровиот грев бил потежок. 3 пати да се откажеш од Христа. Јуда не се откажал од Христа. Тој до крајот верувал во него. Меѓутоа не нашол сила да се врати назад. Тој не нашол сила. Јуда бега од Христа. А Бог го бара, дојде Јуда, како што го повикал и Петре. Петар се враќа кај Христа. Денеска Бог те бара и тебе и мене, брати и сестро. Ако сме се оддалечеле во ред, ама сега да се вратиме целосно. Еве што пишува, вистинската побожност е дело на срцето. Таа не се состои само од надворешни обреди, туку целосно предавање на Христа, на Бога. Петар се предал целосно. И во Јован, во последната глава, знаете, кога Исус вели, Петре, дали ме љубиш? Петар еднаш кажува, да, Господе. Вториот вели, да, малце погласно, може би Исус е тврд на ушите, не слуша. А третиот пат, Петар дрекнал, јако. Ти знаеш, Господе, ги раздрал своите алишта. И во грчкиот, во оригиналот, вели, Петар се отворил целосно тогаш пред Исуса. И рекол, Исусе, земи ме таков како што сум. Ти знаеш се за мене. И сега, овие два цитати се многу важни. Карактерот не се открива во повремените добри дела. Сите ние повремено правиме добри дела. Туку во секојдневниот живот. Најсилниот доказ дека Христос живе во срцето е преобразениот живот. А малце понатаму, во големата борба, имаме уште следно. Во последната голема измама ќе биде да се задоволиме со религија без живата сила на Светиот Дух. Гледате колку Светиот Дух е важен. Тој не потикнува, тој не упатува, тој не подсетува, тој не мотивира, тој ни дава сила да разбереме Библијата. Кога ќе читаме или слушаме проповед од некого или слушаме на интернет, сега го разбрав тоа. Тоа е дело на Светиот Дух. Значи, досега тоа си го слушал така летимично, поминало низ твојот ум, но не се задржало. А Духот Свети сега те напоменува. Тоа е многу важно. И сосема на крај, браќи и сестри, да поминеме низ овие неколку 4 точки. Како да избегнеме формална побожност? Број 1. Секој ден почнувај го денот со Христа. Не само да прочитаме, добиваме на интернет тамо на Вибер утрински стих, некој чита, некој зборува, сето убаво. Ако тоа биде само форма, не сум прочитал денес утрински стих, тоаш него ни читај. Ако само форма ти е тоа. Но ако ти е тоа потреба, како што во 7 часот мора да попиеш таблетка, зашто така докторот ти препишал, во 7 и навечер, во 19 или кога ви е одредено, ако тоа го правиме од тие причини, да духовно се нахраниме, тоа ќе има ефект. Личен разговор со Бога. Прашај, Господе, што сакаш денес да промениш во мене, во мојот живот? Второ, дозволи Библијата да те менува. Библијата вели во Јаков 1:22, бидете извршители на Словото, а не само на слушатели. Ако дозволиме само пораката од проповедникот да не промени, тоа што бадијала е. Или ако не се јави старешината или некој брат. Дозволи Бог преку Словото, кога читаш, да те менува. Трето, побарај го Светиот Дух. Без Светиот Дух сите наши активности остануваат човечки. Исус вели, без мене не можете да правите ништо. И четврто, живеј за Божјата слава, а не за човечка пофалба. Најопасниот човечки идол, знаете кој е? Да бараме човечка пофалба, човечко мислење. Нашата црква, како црква, многу убави работи направила во овој 40 години, јас кога памтам овде во Македонија. Но скоро ни еднаш не напишале во јавност или телевизија не е дошла да снима. Претежно знаете кои ги снимат. Но тоа не е ни важно дали некој те снимал, дали некој те ставил на првата
страница во весниците. Важно е Бог тоа да го цени и оне на кој си им направил добро дело. Библијата вели кога дава десницата да не знае другата, во смисол да не се фалиме. Исус вели пазете да не ја правите својата праведност пред кого? Пред луѓето да ја видат. Тука е трпението на светите, кои ги пазат Божите заповеди и имаат верата во Исуса Христа. Замислете, браќи и сестри, сте купиле една лампа, столна лампа, за да ви осветлува канцеларија, соба, кујна или било каде во вашиот стан. Човекот ја ставил лампата во дневната соба, била украсна, сјајна и скапа, но една вечер немало струја и тој пали, не свети си лицето. Се чудел зошто не свети. Малце кога се свртел, тој видел дека кабелот не е уклучен во струјата. Имал добра лампа, скапа, сјајна, убава, модерна, но не била поврзана со изворот на светлината. Ајде ние денеска да му дозволиме на Бога да останеме поврзани со Исуса. Може понекогаш тој кабел, знаете, на нашата поврзаност со Христа е прецвикан. Знаете, и прави спој. Нема доволно енергија или светлина. Ајде денеска да му дозволиме на Христа да го промени кабелот и да имаме доволно енергија да може да бидеме поврзани со Исуса Христа. Доаѓаме овде убаво и да доаѓаме додека сме живи, додека нозете не крепат. Да доаѓаме овде да пееме, да му служиме на Христа. Зашто Христос се радува кога неговиот народ е во неговиот дом. Не знам во каква духовна состојба сме ние, секој поединачно. Но Христос знае. Може и мојот кабел треба полека да се менува, за да протекнува подобра струја, електрицитет, да можеме да навистина зрачиме и да бидеме поврзани. Исус, како во времето на Лаодикеја, и ние сме Лаодикеја, еве стојам, вели, на вратата и тропам. Од кого зависи дали ќе отвориме или не? Од нас, браќи и сестри. Господ нека ни помогне да навистина да не се задоволиме со форма на побожност. Тој сака да ни даде ново срце, да не исполни со Светиот Дух. Старото помина, вели Павле, еве се ново создавам. И затоа кога ќе се појави Исус на облаците, верувам се молим и ние да бидеме, како на песната што вели, во тоа мноштво силно, во тоа силно мноштво да бидеме и ние. Таму ќе се сретнеме со нашите мили и драги. Таму ќе се сретнеме со оние кои недостасуваат денеска во нашиот живот. Тоа е копнежот на христијаните од Авела, првиот маченик за Бога, па до последниот. Но да се најдеме во таа група, ова е потребно да се случи. Давид се вели, Давид се моли, создај ми, Господе, создај во мене чисто срце и обнови прав, вистински дух во мене. И сосема на крај завршуваме со овој текст. Не живеам веќе јас, Павле вели, туку Христос живее во мене. Павле ова го кажал, кога 3 дена бил слеп, кога 3 дена изгубил конекција и со Бога, и со луѓето. Но 3 дена бил на лекување каде? Во еден христијански дом. Го прибрале нашите, кога велам нашите, оние кои го следеле Христа и го негувале. Тој што ги прогонувал, го насочиле целосно кон Христа и кога му се отвориле очите, кога доживел ново раѓање, ново срце, Павле вели, јас повеќе не живеам. Не само што името му било сменето од Савле, станал Павле, тој вели, Христос сега живее во мене. Имам нова конекција, имам нов кабел. Сега сум поврзан целосно со Бога. И последна слика, форма на побожност. Овој народ ме почитува со устни, вели Исус, но срцето нивно е далеко од мене. Но залудно ме почитуваат, предавајќи како учење заповеди. Значи, човечки заповеди. И сосема доле пишува, вистинската побожност е кога срцето се предава на Бога, а животот
ги одразува неговите вредности. Нека Господ ни помогне, браќи и сестри, нека ни прости, да навистина денеска направиме еден исчекор напред со Бога. И таа форма да ја тргнеме, да бидеме вистински следбеници на Исуса Христа. Амин.